Почитувани сограѓани, во текот на изминатите години, ВМРО ДПМН во рамките на своите политики во сферата на детската заштита воведе и спроведе голем број на проекти. Така, ВМРО ДПМН од 2012 година го воведе и континуирано го реализираше проектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток. Оваа услуга ја користеа деца од семејства кои се корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, како и деца корисници на посебен додаток, детски додаток и децата без родители и родителска грижа, а кои се редовни ученици во 5-то, 6-то, 7-то и 8-то одделение. Услугата можеше да се користи во текот на летниот распуст и во текот на зимскиот распуст. Оваа услуга за бесплатен одмор и рекреација за деца опфаќаше 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно и едукативни и забавни активности. За жал, новата влада на СДСМ се уште нема објавено оглас за поднесување на пријави за користење на оваа услуга од страна на лицата кои имаат право за тоа. Тоа значи дека на овие деца оваа година ќе им бидеускратено правото да се радуваат на бесплатниот одмор, на дружењето со своите врсници. Дали ова значи дека СДСМ ќе отвори дебата на оваа тема? Дали ова значи дека СДСМ продолжува со своите практики својствени за нивното практикување на власта, а на штета на најранливите категории? Овој пат на штета на децата. Ако добар дел од новите министри на СДСМ се ултрабогати луѓе, треба да знаат дека во Македонија живеат лица кои немаат средства за основните потреби за кои треба државата да поведе посебна грижа. Немојте да водите политика на грбот на сиромашните, особено на грбот на децата. Тие не заслужуваат ваков третман.